Ке бидам градоначалник кој ќе обединува, ке соработува со бизнис заедницата, со невладините организации. Заедно ке креираме решенија со што ќе го подобруваме квалитетот на животот на граѓаните, кажа денеска независниот кандидат за градоначалник Горан Стојковски Диро по зачестените напади на социјалните медиуми. Стојковски ги повика сите советници да соработуваат за Куманово, бидејќи имаат шанса да покажат нов начин на функционирање на Советот. Не се доволно инвентивни, не може да најдат криминал, не може да најдат корупција и сега она што им е најприпатливо се со преку лажни профили, преку профили кои што стојат позади тоа што го зборуваат, се обидуваат да направат паралела на она што се случува во Скопје. Први, ние сме голема општина, но мал град. Ние мора во се да вараме нова шанса. Ние мора да сме креативни и ние мора да се обидеме да внесуваме нон-стоп нешто ново. Јас во ова што тие го зборуваат, само гледам нова шанса. Од првиот ден кога настап, јасно и гласно кажа дека председателско место во СОМ им биде понудено на ВМРО ДПМН затоа што тие се на централна во Република Македонија на овој нов совет, шеренолик, кој што е како што и Куманово шеренолик, може да биде шанса за сите нас. Од кој аспект? Првин, Советот ќе биде прва брана која ќе реагира на било каква можност за коруптивно дејание на новиот градоначалник. До сега имавме совети кои што комплетно ги контролираше градоначалникот. Се поменилаше без да се размислило. Дупови проекти о кои што после сите видовме дека се проблем и секогаш имаше нитка која што се придвижува дека има некоја коруптивна дејност. Јас, како што верувам дека моите луѓе во тие заредот се со силен личен дигнитет. Исто така верувам во сите 31 советник и ја користам оваа прилика да им посакам успех во наредната работа, се луѓе со став и луѓе кои што навистина сакаат да работат за Куманово. Значи, еве имаме совет кој што прв пат нема да го контролира новиот градоначалник, кој што заедно со новиот градоначалник ќе работи за да се подобри начин на живот на граѓаните во општина Куманово. Значи, прва брана дека нема да има никакви коруптивни дејности ни овој совет. Понатаму, зошто ВМРО ДПМН? Затоа што Куманово на премиерот Мицковски ви даде повеќе од 20.000 гласа на минатите парламентарни избори. Јас сум сигурен дека Мицковски ќе сака да врати. Не гледам причина зошто, ако е градоначалник од некоја друга провинцијенција, би имала на тој план проблем. И уште нешто, јас кажав дека ќе сум градоначалник кој што ќе соработува со бизнис заедница, со невладини организации и заедно ќе креираме решенија со што ќе го подобруваме квалитетот на животот на граѓаните и нормално ќе ги решаваме локалните економски проблеми. Ова е таа новина што сакам да ја представам на сите. Ова е тоа што гласаат кумановци. Верувате, во мојот живот имам добиено многу дипломи, многу сертификати, многу медали. До сега најдрага диплома ми беше од моите внуци. Дипломата најдобар војко на сел. Ова признание што ми го дадоа кумановци минатата недел е нешто безценето. Ова е најголемо признание што некогаш сум го добил во животот. Горан Диро никогаш не бил против било кој во Куманово. Горан Диро е градоначалник кој сака да обединува, не да оди против.